Во времето на најстрогите предвеликденски пости, меѓутоа кога секое семејство си ја планира празничната трпеза, им велам добро утро на универзитетскиот професор Тони Довенски од Факултетот за ветеринарна медицина и на Момен Младеновски, претседател на Сдруженијето Праменка овче полка. Господа, добре дојдовте во студиото на Телма. Добре, најдобре. Веројатно многу релевантни соговорници да одговорите на прашањето, ќе имаат ли македонските граѓани можност да купат, да набават јагнешко за Великден и по која цена? Мислам дека јагнешко има доволно, пазарите се снабдени доволно, се коле редовно, секој дневно во кланици регистрирани. Имаме повеќе кланици, мислам, регистрирани само за домашен пазар, плюс за извоз, така да цените се релативни. Во денешно време не може да зборуваме за фиксни цени, иначе се движи меѓу 400 и 500 јагнешкото месо во продавниците, а жива мера оди меѓу 180 и 210 денари. Малку или многу? За купувачите велат многу е скапо. Вие како производители Ние како производители велиме дека е ефтино, не се покриваат трошоците доволно, затоа што repроматеријалите ќе се прилично скапи, кои се условени од сушата која беше минатата година. Исто храната која се увезува за овчарството е доста скапа од Србија, од другите делови на светот што се увезуваат. Така да ако направиме детална анализа, јагнешкото према трошоците е прилично ефтен производ. Сега па и ќе нема, и пченката, и сојата, и се потешко ќе се набавува. Мислам дека и јагнешкото полека ќе го нема, затоа што условите на одгледување прилично се тешки, луѓето полека старијат, немаме нови овчари, немаме млади овчари, не користиме модерна технологија и тука се ограничувачки фактори во развојот на овчарството. Професорот Довенски би рекол, јагнето, особено еве, например, конкретно и таа автохтона сорта овче полка, станува загрозен вид. Зошто, професоре, загрозен вид? Па конкретно, зборуваме за овчарството, значи во Македонија постојат 3 автохтони раси на овци, од која едната шарпланинскиот сој на овчеполска на праменката е веќе скоро да ја снема и таа е загрозен вид. Исто така каракачанската овца, значи, која има во регионот некаде на Балканот, која исто така е пред истребување, меѓутоа овчеполката, благодарение најмногу еве на Сдруженијето кое ја заживеа таа инситу конзервација и за сочувување на овчеполската праменка, веќе не е во опасност од истребување, меѓутоа се уште е популацијата мала и таа се движи, мисля, околу 10.000 регистрирани грла во тоа здружение. И мислам дека во последнава деценија дека се работи систематски начин на очувување на оваа автохтона раса, која е, кажем, едно благо национално за Македонија, една традиција и една, веројатно, можеби се надам била минато, меѓутоа и една иднина која можела да биде државата нели препознатлива со неа. Најдов еден податок дека пред осамостојувањето на државата во 88-89 година во Македонија имало околу 2,5 милиони грла овче полка. Точно е тоа, да. Колку има сега? 10.000 само? Вкупно се 2,5 милиони вкупно овци, од кои мала популација била, значи, праменка овчеполска, која е измелезена со тек на време, значи, со раси кои се нели комерцијални, би кажал, кои се многу попродуктивни. Праменката е нископродуктивна, односно е раса која не дава многу принос, да кажа, во млеко или во месо со голем рандман, за разлика од другите кои се нели современи раси. Добро, 2,5 милиони грла сме имале тогаш, колку имаме сега вкупно, еве, овци? Половина милион вкупно овци. 500.000, да. Околу 500.000, податоци на Факултетот за ветеринарна медицина, која работи нели анализи на здравствената состојба, значи на болести кои загрозуваат нели зоонози, кои загрозуваат нели здравјето на луѓето и нормално дека Агенција за храна и ветеринарство која редовно тоа го следи како статистика. Младеновски, вие водите битка со ветерници на некој начин за зачувување на оваа автохтона сорта, точно овчеполката, меѓутоа зошто дозволивме како држава да го доведеме сточарството на толку ниски гранки, да го упропастиме на некој начин? Јас сум вклучен во администрацијата од 88 година, работев во советодавните служби на Република Македонија.
Сега работам исто анализи на политики на целиот регион на Балканот. Значи, многу фактори делува, прво социопсихолошкиот момент делуваше на уништување на овчарството во Македонија, затоа што порано сите по селата тргна индустриализацијата и велевме учи да не бидеш овчар. Тоа многу делуваше на младата генерација. Потоа ние не успеавме да се снајдеме во модернизација на овчарството, значи тој дел. Јас би сепак зборувал за ова наша автоктона македонска раса на овци. Према мене, јас мислам дека почнав 2006 година навака да ја развиваме. Од 200 јагниња постигнавме 10.000 овци уматичени. Ова методологија уче в Калифорнија, бе во Америка повеќе пати, биодиверзитетот. И мислам дека према мене имаме бар за ова раса изврсни резултати. Млечноста, професорот спомна, од 30 литри просек ја качивме како организација скоро на 70 литри. За 15 години тоа према мене еден од добрите резултати. Друго, како цели што поставиме, учествував на сајми во Горња Радгонја, Словенија. Нашево месо и сирењето е изврсно, оценето од потрошувачите. Мостар исто учествуваме, сличната методологија на сајмот, Гудовацка и Загреб, така да нашево искуство зборува дека нашава овчеполска праменка има перспектива на пазарите. Добро, секоја чест за сиот ангажман и успесите на тој план, меѓутоа генерално прашувам како земја, не направивме стратегија за развој на сточарството, туку напротив, од 2,5 милиони грла стасавме до 500.000 Дали не се загрозува на подолг рок, например, и недостиг на овчо сирење и млеко? Види, тоа обавезно ќе нема, значи и млеко и сирење, затоа што неаме млади генерации, неаме обучни центри да ги обучуваме луѓето, овчарството станува модерен професионален бизнис, не можат релативно под наводници, луѓе кои немаат искуство, не се писмени, овдека се работи со жива материја, со биологија, ако не сте, значи редовен третман на овците, исхраната, јагнењето, преработката, се бара висока технологија, се бара висока хигиена, потоа се бара селекција на информациите пазарни. Луѓево многу се преокупирани со информации каде 90 и нешто посто информациите се неточни или непроверени. Значи таа парола од времето учи за да не бидеш овчар, сега е учи за да бидеш овчар. Сега веќе јас себе гледам некоја перспектива тука во овчарството, затоа што се наближуваат веќе стратегијата на Македонија 21-27, нели, за развој на селата, за развој на земјоделството, а посебно ќе не освести ова сега криза со Украина, Русија, каде што веќе се враќаме кон националното производство. Иначе Македонија има услови да одгледува негде околу 4 милиона овци, да произведе храна за 4 милиони жители. Не би навлегувал, немаме толку време, значи што правиме сега и како. Јас зборувам како организација. Што е клучно? Недостигот на инфраструктура или генерално стратегија целосна за субвенции можеби недостигаат, иако во последните години од 2006 наваму нели беа зголемени субвенции? Точно, клучно е прво немаме добри организации, треба јаки добри организации да се формират кои ќе бидат пандам на креирање на политиките за земјоделството и за агробизнисот. Ако имаме добри партнери соработници, тогаш би оделе во развој. Према мене најважно е сега имаме право за година-две да се акредитират агроеколошките мерки, кај што има многу европски пари за овчарство, за развој на села, за бизниси и обучни центри. Ние како организација планираме 2 обучни центри, еден во Крклја, Крива Паланка, кај што ќе се обучуваат мандраџи. Еве вие појдете како телевизија, немаме мајстор за сирење или мандраџија народно. Уште во римско време млеководот од Калин Камен уште постои кај манастирот Свети Јаким, каде што има млековод, се вели. Тука се правело сирењето, по цевка се симнувало млекото, кашкавалот одел во Солун и во цел свет. А она што го набавуваме од маркетите е вештачки произведено? Тоа не би зборувал, ја не знам. Јас зборувам за гарантираме за квалитет на нашево сирење, нашава организација. Лани добивме опрема од Европска унија, нели модерна за стандардизација на нашиот бренд сирење. Иначе главни цели сега лаборатот е за јагнешкото месо, македонско јагнешко од праменка овчеполка. Работиме на брендирање на македонското традиционално сирење од ова раса и после година-две на кашкавалот. Сега до 30-та година сме ориентирани кон овие правци на развој. Различен е рецептот по кој се подготвува сирењето, кај вас и сирењето што го набавуваме од големите производители? Да. Нашево е традиционално, после молзење одма се сири, значи нема никаков третман на млекото. Затоа тогаш нема бактерии, нема развиено и има уште некои
хормони, ферменти кои го штитат млекото нели од ширење на бактериите. Така да мислам нема. Тоа е оној традиционален рецепт и тогаш можете да јадете овче сирење без опасност од холестерол. Да, ама го чуваме 100 дена, нели? 100 дена да зрее стои. Тоа е битно. Може да додадам во поглед до тоа дали која ни е иднината и каква ни е перспективата. Кажа, ресурсите наши време на природи, на пасиштата, на сочување на екстензивен начин се големи. Меѓутоа исто така, за да го развиеме овчарството на ниво кое би требало да биде, значи да биде поинтензивно, треба да се вклучи многу поинтензивно, би кажал, и науката. Спомнаме дека јагнешкото месо, односно квалитетот на јагне кое е проценато на повеќе места како вкусно, меѓутоа сега факултетот работи, односно Институтот за храна при факултетот за ветеринарна медицина на анализа на комплетна анализа на составот на месото, значи од протеинскиот состав, од мастокиселинскиот состав, кој му дава карактеристичност нели на тоа јагне македонско, кое би требало да биде има особености кои се нели палатибилни, значи имате вкус нели многу подобар, меѓутоа сега и на научно остава да се докаже зошто се разликите, а од друга страна Институтот за репродукција, кај што јас работи на екситу конзервација, односно зачување на генетскиот материјал, тоа значи семе од овните, значи еякулати замрзнати од овните, исто така ембриони и јајца и клетки кои се треба да бидат една основа за понатамошен можеби размена со соседните држави, кај што исто така се огледува праменка која се слични, фактички иста раса, слични соеви, и која со тие методи што ги работиме веќе 10 години имаме банка на генетска банка да нарекуваме, значи на семе која веќе има капацитет да кажа во една година да осемени скоро цела популација фактички на женски, некои 7-8 дози замрзнато семе, што е адекватно. Да, рековте, македонското јагне има специфичен вкус, препознатив и поради тоа со години назад е најбарано на италијанскиот пазар, на бугарскиот, на грчкиот. Што е тоа што го прави македонското јагне посебно и поквалитетно од бугарското, например, или од производството во околните земји? Тој поглед гледаме. Пасиштата или што? Воздухот? Самата природа, пасиштата, значи самата клима, Македонија има негде 6 агроеколошки зони и може да биде, беше лидер во време на Втората светска војна во овчарство, козарство, нели, и друг добиток. Да спомнам дека сточарството посебно е најважната база за оплеменување на природата, за враќање на пчелите во живот, затоа што самото ѓубрење, нели, обновливе, кај што пасат овци, кози, се нели нормално за биодиверзитетот, тука доаѓаат пчелите, се оплеменува природата и плюс ако додадеме нели на овој дел дека можеме да извезуваме во цел свет, затоа и почнавме со овчарство, затоа што нема граници за квалитетни и стандардизирани производи. Се бараат сирењава цел свет. Имаме група од Хонг Конг, спремавме пред короната извоз за Хонг Конг македонско јагне. Поради короната застанавме и сега се надаме дека ако застане ќе го обновиме нашето партнерство со Кина и ќе можеме дури тамо да се препознае наше јагнешко месо. Колку е девизниот прилив од извоз на јагнешко месо годишно на ниво на цела држава? Прошла година ние бевме на 20, сега околу 13 милиона евра. Точно не знам, еве за ова година собираме, така да опаѓа, што е важно, опаѓа од година на година, еве сега мислам Иако интересот расте, зошто опаѓа приливот? Интересот расте, него ние немаме доволно, затоа што со умирање на газдата, нели, немаме наследство на фармиве. Треба да развиеме систем, стратегија, како некој да наследи овчарска фарма. Разни региони, Словенија, Србија, не знам, другиве, веќе почна на наследникот 50-100.000 евра, 5 години се прави договор, се додава советник, оди на обука година дена за овчарство. Британија, Малверн, кај што беше и кралицата пред 4 години бевме, кај што не поздрави сите овчари од цела Европа, заборев да спомнам дека сме членки на Европската асоциација на одгледувачи на овци. Сега во мај сме во Велико Трново во Бугарија, кај што доаѓа цела Европа, Блиски Исток, разменуваме искуство. Значи во Македонија сите сакаат да бидат или политичари или административци, државна администрација, никој не сака да биде овчар. Ние не знаеме тоа, ама од X фактори, слаба организација е ниско профитабилно овчарството према природата на работењето. За да бидете вешто една работа, добар пливач,
Морате да учите, да научите да пливате. Ние овчарството сакаме без тоа да го постигнеме, не може таа работа. Затоа ги спомнав овие два обучни центри, ако сме живи и здрави да ги направиме, ќе имаме професионални овчари, наследници и од факултети, и од средни школи. Шпанија има еден од најмодерните центри во Јужна Шпанија, Мурсија, Гранадина, да не зборуваме Британија, имате 3 степена на образование за деца, за менаџери на овчари и веќе за водење на бизнис. Имате оптимизам во себе и велите не се откажувате од таа намера ете да ги вратите овците на македонските пасишта, меѓутоа тоа е уште поголем проблем ако се има предвид дека се запуста и македонските села, а не само фармите. Види, ние имаме, мислам, добри примери низ Европа, не само тука, и ако стигнеме до тие европски фондови, полека организирано настапиме. Јас веќе 15 години потрошив во заштита на ова раса, нели, и во брендирање на производи и во сето, така да мислам и да продолжам сега и на мојата фарма и на другиве членови, 29 члена, 10.000, имаме млади луѓе од сите, нели, како викаме у Македонија, Власи, Турци, Македонци, сите сме и Албанци, така да гледаме едино екзистенција и развој на Македонија преку овчарството, а и препознатливост како држава преку овчарството во регионот и во светот. Субвенциите се доволни? Па да правиме анализи, не би зборувал тука, релативне, субвенциите се релативни, ако јас успеам... Навреме ги исплаќа држава? Па некогаш навреме, некогаш не, али се исплаќаат сега. Во тој поглед гледаме, сега према нашата економска моќ на државата, толку. Најважно е сега да спречиме одлив на пари од овчарството, не приливот. Одливот е многу голем. Преку разни трговци, преку разни бизниси, преку неорганизираност. Тоа е најголемиот проблем во Македонија. Рековте дека ќе има доволно и за домашниот пазар, од друга страна велите помало производство, побарувачката за извоз е голема. Како успеавте? Не извезовте се или пак? Не, имаме доволно производство, имаме доволно сега за сега. И за домашен пазар и за извоз? Имаме доволно, за извоз увезуваме од Србија, од другите држави се коле во Македонија се извезува. Се покрива, ама се кажува српско јагне или не знам кое, така да мислам... Српско јагне вие Македонија? Значи, прошла година 70.000 јагниња наши кланици ги заклаа, ги извезува на другите пазари, за да работи кланицата, али домашен пазар не се троши, мислам, јагне од друга држава. Се троши само македонско. Влюбениците во сточарството ја опишуваат овцата од расата овчеполка како дама со наочари за сонце. Точно. Црни чевли. Со црни чевли, црни наочари и очила за сонце. Така, бидејќи карактеристика, нели, пигментацијата околу очите на главата, значи, што ја се разликува од другите домашни раси, и на долниот дел, значи, на нозете, тоа е карактеристика и многу лесно препознатлива, значи, фенотипски ви кажал. Инаку факултетот учествуваше во многу проекти, европски проекти, во кои што се анализираше потеклото на европската овца, значи зборам генетски анализи, значи со еден проект кој што го работевме со универзитетот во Бари, во кое што македонската памека, она што е сочувана овдека, беше една од најчистите, несочувани генетски, зборуваме, ресурси кои се анализирана од цела Балканскиот регион, односно, нели, поранешни југословенски републики, и со тоа можеме, мислам, да се гордееме, меѓутоа треба да размножуваме, за тоа е идејата, значи, со методи на асистирана репродукција, што се работат на нашиот институт, односно Факултет за ветеринарна медицина, да ги размножиме на доволно ниво кое што ќе биде добро да се мултиплицира, да се зголеми бројката, меѓутоа не би се сложил дека тоа може само со едноставна работа, туку навистина треба и државата, зборувам, субвенциите кои и во регионот се исто така повисоки за специфично за автохтони раси, значи секој се повеќе кратко треба се зголемат. Освен овчеполката и овие други две раси што ги спомнавте, кои се исто позагрозени можеби од таа, дали некоја од нив може да се употребува освен за месо и млеко и производство на млечни производи и волната, или мора да биде таа специализирана, како што порано знаевме, мерино овца за да се искористи? Ние се универзални, мислам, троен правец на производство се, да. Ние во Македонија не го правиме. Млеко, месо и волна.
И волна? И кожи плюс. Волна и кожа? Да. Да, од За која... жал, волната не се откупува онака како што би требало да се откупува, нема толку организирани. Што правиме со волната од нашите овци? Пред 3 години се откупуваше, се носеше за Бугарија и Турција. Значи, сега застана пазарот поради вајда овие кризи. Ве кожите се собираат, се носат за Турција, иначе се доста ефтини сега. Во моментот, порано пред 7-8 години, една кожа беше околу 500-600 денара, 7-8 евра. Го покриваше и колењето. Така да во моментот ние како сојуз или како здружение рачунаме еве пред вас тие ракотворбите што ги доставуваме. Да. Планираме, пратиме сега некои 7-8 жени во Бугарија на обука преку програмиве европски да се обучат да прават ракотворби овакви. Разни сувенирчиња, едно друго. Имаме едно здружение во Охрид, планираме и со него, работиме со Западна Рајна Вествалија технологија за преработка на волна. Сакаме да организираме, од кај што можат од фината да се прават ракотворби, килими, нели овие полувери. Волната, едно да спомнам, човекот го облекувал илјадници години уназад, преку кожата и волната, го хранела. Сега ова модерно време дојде ние како луѓе да ја истребиме или пак да свеста кај нас да се развија, да ја вратиме во природата, што работиме на случајот со ветеринарниот факултет, нели? Синтетските материјали, волната се пак е таа. Само уште едно би спомнал, во Пирот има една организација, Пирочки килим, ние работиме заедно со нив, формирана, само жени работат, кои ткајат килими пирочки, кој е брендиран, заштитен, и 1 квадрат кошта 400 евра. Така да и ние се надаме дека еве во овој наш стратешки период ќе стигнеме до таа технологија, иначе постои за. И уште едно спомнам, се прават и волнени блокови за изолација на куќи место камена волна. Тоа исто интересно, се конзервира, има разни материи, така да има начин. Сега за сега проблемот е тежок. Вие во вашиот ангажман препознавте интерес на гостите, не само домашни, туку и странските туристи, за планински туризам, односно конкретен, да не го наречам сточарско-планински туризам, меѓутоа туризам во кој гостите би престојувале во планина и би на лице место јаделе. Тоа ни е, значи, мерка 7, сега се надаме, ние во нашава стратегија како овчари ставиме до 2027 да направиме 10 такви центри во планините во Македонија. Дали ќе успееме или не ќе видиме, во Србија веќе имаме повеќе такви за етнотуризам и овчарски, така да ќе видиме. Еден планираме кај мене, тамо во село Петралица да направам, нели, за печење на јагниња на повеќе начини. Иначе да спомнеме, јагнево се прави на повеќе начини, значи на раже, најинтересно за забава, потоа се пече подвршник, уподница, во реална, модерниве дами го печат, нели, со фолија го покриваат. Значи, различни начини, еве, јас ве поканувам и како телевизија Телма да дојдете, да ви представиме едно начин на готвење, да видите како. Имаме традиционални рецепти, околу 25 македонско, ајдучко како се прави во кожа, значи во тоа, така да сега не можеме... Нека завршат постите, па ќе ве поканиме во кујната на ТВ Телма. Нема проблем, ќе дојдеме тука да готвиме со професорот заедно, да. Велики четврток, да. Да не зборуваме во време на најстроги пости за рецептите, меѓутоа ќе имаме Павловиот рефлекс е добар да се развие сега пред празниците. Во ред, на крај само уште прашањето околу новата криза по пандемијата, односно војната во Украина, го отежна производството, односно увозот на пченка и други суровини, не само за храна и на луѓето, а дури и на животните. Со што ги раните јагнињата? Претпоставувам дека соја се употребува пченка? Не, соја не. Значи, ние традиционален начин највеќе овците паса. Значи, добиваме доволно сено или луцеркино сено организирано. Зависиме сепак од природните непогоди. Прошла година сушата многу не погоди. Прошла година извезуваме луцерка, не знам, јачмен за ефтини пари, увезуваме сега за скапи, не знаејќи дека кризата ќе дојде. Така да се надаме, ако го стопираме извозот, има доволно за сточниот фонд во Македонија. Правиме некои анализи колку треба по условно грло. Иначе сепак оваа раса наша е доста млечна, доста продуктивна и нашата цел да направиме 3 канти сирење, 1,5 јагниња и да бидеме пазарно одржливи ако сме брендирани производи. Највеќе брендовите ги носат и исклучување од ланецот, нели, кариките повеќе.
Што повеќе се вклучени во ланецот на храна, повеќе пари губите, профитот оди кај другите. Трговци, преработувачи, откупувачи. Професоре, науката што вели? Поддршка за ваквите ентузијасти? Да, ова што го кажа на момент, значи вие кажете со ги раните јагнијата, јаглето што се коле во Македонија, што се употребува за Великден, за Божич или што се извезува е секош јагле цицелче. Значи, што се рани исклучиво со млеко, а веројатно специфичниот вкус што го има е затоа што мајката, нели, овцата што пасе на такви пасишта што ги спомнавме, значи, на нашите ресурси, дека има специфичен вкус или материи, значи, во млекото кои му дават таква една карактеристика да биде особена. И со тоа сушто си е заштитено и е посебно, да кажем, во тој диверзитет ова наше јагне. Што вели науката? Па многу работи, значи, треба еве анализата што е во тек на факултет за ветеринарна медицина, кажав за квалитетот на месото, ќе каже по што се разликува, нели, визави други производи, односно друго месо од регионот. Инаку, ајде ќе спомнам дека зборуваме за јагнешко мијото, исто така постои, нели, и автохтона раса на говеда, значи буша, и автохтона раса на кози, балканска коза, која исто така се скоро доста загрозени, мислам дека пред дистрибување. Така и тука би можело зборуваме комплексот на за сточарскиот комплекс, нели, во аграрот. Автохтони раси, да. Тие се автохтони раси кои ние благодарение на програмата за заштита на биодиверзитетот во сточарство работиме 10 години, значи, на конзервирање на семе и на, кажав, и на ембриони од говеда, значи од бикови и од јарци, кои исто така е, нели, програма која ќе трае долго време за да можеме да постигнеме некако напредок. Се надевам дека со ентузијазам, еве и со можеби ваква емисија која ќе биде пропагандна, да кажем, за да се вратат луѓето на првобитните, би кажал, на преживењето и на првобитната работа. Иначе овчарот, мислам, Каин бил еден од првите занаети, овчарството е било еден од првите занаети, така да би било убаво да се вратиме. Младеновски Довенски, ви благодарам многу за гостувањето во Утинската на Телма. Ви посакувам успех во напорите да го вратите овчарот на македонските пасишта. Јас само на крај да ни честитам празник на сите потрошувачи на јагнешко месо и да не се секираат, ки има доволно, за цените не може да гарантираме, зависат од многу фактори. Благодарам на поканата.